Добар дел од алергиите причинител е околинава наша или нашето однесување во тој контекст. Неспорно е дека ние сме изложени на многу поголема количини и повеќе различни типови на хемиски агенси отколку порано. Јадеме процесирана храна. Практично количината на свежа храна која што ја внесуваме е значајно намалена и се тоа одредени фактори кои што влијаат на тоа да имаме поголем ризик од развој на алергија. Така. Загадувањето, кое што е актуелно последниве години, добро е што е така, што се прави притисок, па можеби ќе се постигне и некој резултат. Да се надевам. Тие пием 2,5 и пием 10 честички, тие не се од вчера, меѓутоа проблемот е што продираат многу длабоко и носат со себе одредени хемикалии. Кога тоа ќе го аплицираме на еден млад организам, ние можеме да тригерираме алергиска реакција уште од рана возраст и понатака да ја носиме во себе целиот живот. Токму заради тоа велам, во таа насока треба да внимаваме како се однесуваме, да ја бираме исхраната. Така, значи што од мали нозе треба да се да градиме да се хранат здраво. Токму така, да градиме права култура, навика на здрава исхрана и воопшто на неизложување на иританција ако не мора. Можеме да зборуваме и за чадот од цигарите и така натака. Значи има мал милион иританци што ние можеме да ги избегнеме ако се однесуваме сериозно во тој контекст. Да не дојдеме во ситуација да констатираме, знаете што, детето е алергично. Не е алергично. Тоа станало алергично во текот на процесот, за кој што не било обратено доволно внимание на овие фактори, бидејќи не се станува алергичен од еден контакт. Понекогаш треба кумулација на контакти. Да зборуваме малку за повозрастнава популација. Добар дел од луѓето не биле алергични на нешто во текот на целиот свој живот и одеднаш во одреден момент стануваат. Значи, ако се вратиме назад кон причината за алергијата, односно имунитетската компонента, преосетливоста, претераната реакција на нашиот организам, ќе стане јасно дека доколку ние го изложуваме континуирано со одредени иританси, доаѓаме во степен кога ние велиме се прелива чашата, па тогаш ќе изреагира. Не е алергијата нешто што е исклучиво вродено, па сега јас сум алергичен, а ти не си алергичен на јагоди. Например. Тоа може да се развие и во текот на животот. Заради тоа е важно постапно да се почитуваат сугестиите кај маливе деца како да оди исхранава. Заради тоа има распоред на воведување на храна, велиме до 4 месеци. Ништо не треба да внесува детево освен мајчино млеко, ако се дои. Ако не, формули кои што се прилагодени. Понатака внимателно внесување, прво одредени зеленчуци, па понатака овошје, месо и слично. Значи има цел распоред што треба да се почитува. Неслучајно велиме глутенот, кој што е еден од најголемиве алергени, дека треба да се внесе додека детето е на млечен подој. Тука од 4 до 6 месеци ризикот за развој на интолеранција на глутен ќе биде многу помал ако така направиме. А детето односно човекот кој што понатака не може да се храни со глутен е драматично ограничен во стилот на живот кој што треба да го води. Така да треба сериозно да пристапуваме кон некои вакви моменти. Млекото, кравјето млеко е еден од најголемите алергени понатака воопшто. Заради тоа велиме до една година никако. А сегашниве сугестии велат и најдобро и после втората година. Се тоа некои сознанија кои што медицинава и науката генерално ги гради континуирано и во овој процес треба да се пратат трендовите и соодветно да реагираме за да успееме да се избориме со сите овие алергени што не обкружуваат.